Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Од војна, грабежи и тортури дома, преку криминални банди кои ги ограбуваат, тепаат и силуваат. Ваква е голготата на емигрантите кои преку Балканот се обидуваат да стигнат до ветената земја Европа. Само оние несреќните, што ќе ги минат сите пречки на патот, добиваат мала шанса да стекнат право да живеат како нормални луѓе. Но велат, очеот нема граници, ниту пак страв. Европа станува се позагрижена од бранот емигранти кои ги преплавија незините надворешни граници. Тие бегајќи од војните, тортурите и тешките услови за живот се решени на се без оглед на опасностите што ги демнат на нивниот пат до посветла иднина за нив и нивните деца. Брисел најави известни мерки за да ги спречи емигрантите да доаѓаат преку Медитеранот, но и план за редистрибуција на оние што веќе пристигнале во Италија и Грција, кои се справуваат со илјадници емигранти главно од Сирија и од Либија. Според проценките, нив досега ги има над 100.000, додека неколку илјади други загинале или се удавиле во војни веноби. Високиот комесаријат за бегалци соопшти дека 54.000 илегални емигранти имало во Италија, додека 48.000 во Грција. Нешто помал е бројот во Шпанија и Малта. Малку од емигрантите сакаат да останат во Грција, каде што невработеноста е околу 26%. Нивна цел се поразвиените земји на северот на Европската унија. Деновиве новинската агенција Reuters објави репортажа за долгото и опасно патување на илегалните емигранти кои се обидуваат да минат границата меѓу Грција и Македонија, пешки или во возови и комбини. На повеќето од нив им се неопходни медицинска грижа и храна, откако по неколкуте обиди не успеваат да влезат во Македонија. Во репортажата се наведува дека скоро секојдневно тие се апсат во Грција и се носат во станица на граничната полиција во Кукуш. Според емигрантите, тие биле откриени од македонската полиција во вагони на еден товарен воз. Многумина поминуваат. Дневно можете да видите од 100 до 200 луѓе. Одат за Скопје, потаму сакаат за Германија. Барем така ни кажуваат, вели земјоделецот Лазарос Улис од Идомени. Шумите околу границата се полни со емигранти кои се кријат и кои чекаат да бидат собрани од шверцени на луѓе за да минат границата. Но откако ќе бидат откриени, македонската полиција повторно ги враќала во Грција. Даниел Балантајн од Доктори без граници вели дека повеќето од емигрантите се од Пакистан, Сирија, Авганистан и Сомалија. Тие се дехидрирани, а поради тоа што голем дел од времето се надвор изложени на разни временски прилики и имаат настинки и каштици, вели Балантајн. Балканските земји, кои не се доволно богати, се борат да се справат со бранот емигранти. Само за првите 3 месеци од годинава околу 10.000 луѓе побараа азил во Србија. Од Доктори без граници велат дека мнозинството емигранти на Балканот пристигнуваат со бродови. Оваа организација смета дека Грција мора да ги подобри процедурите за азил, кои им се пречка на емигрантите за да го продолжат нивното патување. Тие најчесто заминуваат од Грција преку границите со Бугарија, Македонија и Албанија. Бројот на емигранти во Грција во првите 4 месеци од годинава се зголемил за 170% во споредба со истиот период лани. Најпрвин пристигнуваат на некои од грчките острови, каде што на тамошните плажи може да се видат оставени појаси за спасување и мали гумени чамци. Еврокомесарот за миграции Димитри Саврамопулос неодамна рече дека Грција ќе биде една од првите земји која ќе биде дел од планот за релоцирање на барателите на азил во други членки на Европската унија. Грција е една од земјите која е под екстремен притисок и се соочува со сериозни проблеми, изјави тој, најавувајќи активирање на итни механизми за прераспоредување на азилантите. Европската комисија веќе продолжи делот околу 40.000 од нив кои стигнале преку Медитеранот до Италија и Грција да може да бараат азил во други членки на Европската унија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Не третираат како животни. Најмногу проблеми имаме во Македонија и во Унгарија. Се жалат две сиријки за она со што се соочуваат на нивниот пат од со војна разорената земја преку Балканот да стигнат до некоја членка на Европската унија. Но и во Македонија има луѓе кои се подготвени да им помогнат. Хуманоста и милосрдноста, двете лица на Македонија, бегалците од војните жаришта ги чувствуваат на своја кожа. Сестрите Самах и Сала Мунавер од Сирија, кои ги запознавме во дворот на велешанката Ленча Здравкин, велат дека се до Велес никој не сакал да им помогне. Yeah, just like that they treat us like, I'm sorry, but they treat us like an animal. Yeah.
So go out, go. We asked for help. No one could give us help after my injury. Country hungry like In this this. way, I will be dead. Macedonia. We have two problems in our trip: this country and Hungary. Тие стравуваат од криминалните банди кои ги пресретнуваат мигрантите кај македонско-српската граница. Велат дека дел од нивните пријатели биле жртви на ваквите банди. Yeah, I have my friends in Germany and Sweden right now. That's happened with them. They lose all their money with the people like Ali Papa in this country. Women were raped, and the guys would lose all their clothes because they had money in their clothes, so they take it. They take all their clothes and leave. Смиловиќ бара поголема хуманост и ангажираност од локалното население и од институциите. Каде што знаеме дека ни се продаваат велосипеди за 200, 300 и 400 евра, каде што бандите ги пресретнуваат на следната станица, им ги претепуваат, им ги земаат повторно велосипедите и крадат велосипедите од своите граѓани, ги им препродаваат на мигрантите. Значи луѓе кои што им земаат по 10 евра за леп. Значи толку многу нечовечност има во целата оваа приказна за мигрантите, почнувајќи од институциите, завршувајќи до граѓаните, да навистина за вас како обичен граѓанин ова делува премногу фрустрирачки и едноставно почнувате да ја губите довербата дека овдека нешто би можело да профункционира нормално, како за обичните граѓани, така и за странците, за мигрантите. Од друга страна, во секој град има по некое семејство кое што живее покрај железничките пруги и несебично се обидува да им ја изгасни жета и да им подари парче леп на изнемоштените бегалци кои со денови пешачат покрај пругата. Здравкин веќе години и пол им помага на мигрантите и неодамна по социјалните мрежи се приклучија и поголема група на граѓани кои собираат донации за мигрантите. Пред недела и пол имаше млад брачен пар кои на градите го носеа своето бебе. Се трудев да прашам мајката што е, само липаше и плачеше, не знаеше ништо да каже, само зборуваше мафија. Значи беа нападнати, земени беа парите, не можат на бебето ништо да му пружат, изнемоштени, така да им помогнав тука со водичка да го измиеме бебето, да млеко да им дадам и шише да им дадам за бебето. Таткото беше превише благодарен. Помош почна да добива и од невладиниот сектор. Сега, изминатиот месец, мај месец веќе, се вклучија УНХРЦ, донираа вода, донираа бисквити, обезбеден е лебот за бегалците, црвениот тим е максимално вклучен. Со новите законски измени кои беа најавени како приоритетни, а се уште се заглавени во собраниска процедура, може многу да им се олесни патот на мигрантите со што ќе им се дозволи законски за 72 часа да минат низ Македонија. Да, тогаш тие ќе бидат, за нив ќе важат правата на странците, што значи дека тие ќе може да го користат јавниот превоз слободно, ќе може да одмараат слободно во хотел, во мотел ако имаат потреба, ќе можат да ќе користат медицинските услуги, тоа да го платат приватно. Значи ќе ги имаат, ќе бидат прифатени од системот и ќе бидат видливи за системот. Тоа што го нема со мигрантите во моментот, тие не се видливи за системот, бидејќи немаат никакви права. Смиловиќ истакнува дека со таквите законски измени државата дополнително ќе има бенефит, ќе може да го спречи ширењето на криминалниот ланец на шверцери на мигранти и дополнително ќе помогне во евидентирањето на тие луѓе. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.